Јас би сакала само да ја покажам шемата што ние ја осмислихме како дел од оваа наша. Предпоставувам дека на сите разговори на нашиот taxation watch, на секои 3 месеци квартално извештај изминува и ја следиме состојбата на пристапување на Република Македонија на Европската унија, меѓутоа овој taxation watch се разликува. Овој извештај беше различен затоа што сметавме дека треба да влеземе во дебатата што моментално се одвива на ниво на ЕУ околу програмирањето на ИПА-2 и да понудиме нешто што може во вистинско време да се искористи. Кога размислувавме како тоа да го направиме, се раководевме прво од проблемите во кои што се суштински за граѓанското општество во Македонија и тие се неколку вида, неколку групи на проблеми. Прво беше затоа што околу законската рамка, рековме дека законската рамка каква таква ја има, меѓутоа таа не се применува. Значи старата богата Македонија, независно за кој сектор да зборуваш, закони имаме, немаме владење на право, не се применува. Така што иако ние имаме рамката, се уште немаме, иако законот за фондација е донесен во 2010 година и за дружение на граѓани, се уште немаме организации со статус на организација од јавен интерес. Тоа е прво, и второ, се уште нема финансиската рамка, каде што ќе се вветера уште во 2010 на подсетам, каде што ќе треба граѓанското општество, организациите да добијат одредени бенефиции околу научните олеснувања. Понатаму, околу другата болка на граѓанскиот сектор во Македонија, тоа што нема доволно средства на располагање, мислам дека господинот Петровиќ добро го реализираш овој проблем. Нема, главно има 2 извори на финансирање, тоа се националните, кои што се проскупни, и имаме меѓународни, билатерални или мултилатерални на случај на Европска унија, и кои што исто така со текот на времето стануваат се помали и помали. Значи проблем е немаме ние одржлива средина каде што може граѓанското општество да планира, за да може понатаму да го визуализира својот развој од сега. И последниот проблем, веројатно е најголем, се политичките влијани. Значи во Македонија, за жал, вие сте или со власта или со опозиција. Нема тука концепција, ќе не може да бидете неутрални, така да перцепира општеството, дека тоа не можете, туку се доведовме во овие 20 години на незавостена Македонија, да дојдеме во ситуација кога граѓанството веќе се гледа црно-бело, која не изгубува. И ова е реалност, и кој што мора да се адресира, понатаму мора што да работи. Понатаму водевме сметка каде е европската рамка за оно што треба да се случи во последните 2014-2020 и водевме сметка на резолуцијата на Европскиот парламент, на 2 резолуции практично на Европскиот парламент, кои што го викат следното. Првото, во резолуцијата за Македонија се вика вака, ќе цитирам, дека граѓанските организации целосно да се вклучат во руките на програмирање на следната ИПА и намалку 15% од ИПА средствата да бидат распределени за нив. Ова говара Европскиот парламент. Како ќе одговори на тоа Европската комисија или не, мислам да и втората резолуцијата, ова од нацрт резолуција, ходечната резолуција, цитирам, вика следното, дека Европскиот парламент практично верува дека парламентарната студија за инструментот за пристапна помош покажува потреба владата да се посвети на градење партнерство со граѓанското општество и да основа национален фонд преку кој ќе обезбеди кофинансирање и така натаму. Значи се водевме тие ни даде нас основата во размислувањето околу пишувањето на овој извештај и практично она што го смисливме дека треба да се направи е следното. Јас ќе ја покажам шемата за да може да дискутираме. Значи, она што ние го предлагаме е следното. Викаме дека според ИПА-2, бидејќи во ИПА-2 имаме секторски прилог, има сектори. Значи, дајте да 5-6 независни, значи не 30 секторите овде. И согласно резолуцијата на Европскиот парламент викаме 15% од секторите да бидат наменети за граѓанското општество.
Ако има околу 600 милиона за 7 години за Македонија, значи на годишна основа тие 15% би биле околу 12 милиона годишно или вкупно, значи 90 милиона би се одвоиле за граѓанското општество. Од друга страна, другиот извор на финансирање е буџетот на Република Македонија и еви ставките каде што има да се финансира граѓанското општество, тие се неколку ставки. И од сите тие ставки викаме дека ако владата учествува на принцип на паритетни фондови, ако направиме посебен еден фонд каде што ќе се следат овие средства, и тој фонд го крстиме фонд за развој на демократија, не попуство, значи не викаме за европски интеграции, бидејќи не ни е таа крајната цел. Крајната цел не е да созрееме, да имаме демократија на вистина, кој што ќе може дури да понуди подобра демократија како таа што е Европска унија. Значи, таа е крајната цел. И